Како што знаете, Борка веќе 15 години успешно соработува, особено последните години со градоначалникот Митко Јанчев за сите оние активности кои што ги правиме со цел помош, поддршка на болните од рак пред се, но и промовирање на ранна диагностика, помош и поддршка во сите оние третмани и терапии кои што се соочуваат граѓаните во Кавадарци на локално ниво. Одамна имаме и, да кажам, подружницата на Борка која што тука функционира. За жал во рамките на ковидот некако беше тоа затаено до оние директни средби, меѓутоа со овој меморандум сакаме уште на повисоко ниво да ја покажеме нашата соработка во однос на имплементирање и на работа за нови комисии за права на пациентите, за заштита на пациентите, се со цел оние проблеми со кои што се соочуваат пациентите локално тука, кои што имаат поддршка, да можеме да едноставно синхронизираме со законските нормативи, со сите програми, да бидете едуцирани, да може проблемите кои што можеби на локално ниво ќе ги имаат да се надминат, така да општината ќе биде поддржана, општината всушност ја поддржува и ќе организира заедно со помош и поддршка нели на Борка една таква комисија за права на пациенти, која што веруваме дека ќе биде од огромно значење и ова е за прв пат, морам да признам, да ние подпишуваме еден ваков меморандум со локалната самоуправа и овој пример сметаме дека треба да се следи кај сите други градоначалници, затоа што навистина здравјето е пред се. И навистина овој пример и еве јавна благодарност до градоначалникот Митко Јанчев, кој што секогаш имал слух за ваквите работи и за своите граѓани, е навистина чекор кој што треба да го превземат и другите останатите локални самоуправи, градоначалниците, за да се со цел да може да им се помогне на пациентите кои што живеат во нивниот град. Раната детекција е многу важна, особено за канцерот. Ковидот скоро 3 години беше на прво место. Дали сега, кога стивнува ковид состојбата, се бележи зголемување на бројот на луѓе болни со канцер? Мислам дека оваа практика, односно тој број кој што некако беше затаен, ќе веќе почнува да се манифестира пред се и во поразвиените земји, каде што тоа малку и побрзо доаѓа веќе до израз дека едноставно она време каде што немаше диагнози, каде што беа запрени скрининг програмите, почнува да се јавуваат пациенти во подоцнешен стадиум. Очекуваме тоа да се случи и тука кај нас секако, затоа апелирам, значи луѓето да и особено жените и мажите да отидат рано на прегледи, меѓутоа од друга страна и со ова сакаме да покажеме на институциите колку е важно институциите да следат и да им овозможат на луѓето да отидат рано на преглед, затоа што џабе ќе бидат нашите заложби како општина, како здруженија, доколку другите институции кои што треба тоа да го направат, не овозможат едноставно работа и услови и квалитетни, да кажеме, прегледи за да може тоа да се случи. Очекувам дека сведоци сме ние дека последниве 2 години особено имаше затајување и во диагностичките процедури, и во оперативните, и во лековите, во тендерите, меѓутоа пак ќе кажам дека се работи на тоа и сметам дека сега е вистински момент да укажеме на овие проблеми и едноставно да почнеме поинтензивно да ги решаваме. Кавадарци не е на прво место, морам да признам. Добро, во Скопје секако е дека како најголема општина имаме најголем број, меѓутоа се јавуваат исто така во Битола, исто така во Кочани, значи делот, таму Свети Николско, Прилепе е уствари исто еден од градовите каде што има, и Кавадарци и Велес. Меѓутоа, знаете, не е толку битна инциденцата на рак. Ракот ќе се појавува. Она кое што ние сакаме да го направиме е ракот да се фати во ран стадиум, каде што може да биде успешно излечен. Особено кај ракот на дојката, кој што нема превенција. Значи, така да статистиката дури еве за 2020 и 2021 година е намалена како ново заболени, токму поради проблемите со ковидот, меѓутоа, она кое што е, да кажам, алармантно е статистиката на зголемени, на касни доцни стадиуми во болеста кои што се јавуваат. Токму поради тој проблем со недоволно, да кажем, јавување на диагностиката. Денеска со Сдруженијето Борка, начело со председателот, активниот председател бива
подпишавме договор за меморандум за соработка. Ние и пред овој меморандум за соработка имавме повеќе активности со Сдруженијето и пред се општина Кавадарци и јас како градоначалник се залагаме за населението и за овие здруженија да имат активност, поготово во делот на раната детекција на канцерот при населението. Јас само можам да охрабрам и да кажам дека ова здружение е од големо значење за општеството и за социјалното живење во било која општина. Значи, како општина ми е чест и задоволство сме прва со подпишување на меморандумот на овој договор. Очекуваме и другите општини да го направат исто, пошто ова е една добра пракса да се направат комисии заеднички, за да можеме да населението го едуцираме, меѓутоа и раната детекција на било која болест за мене е излечлива работа, кај што може да придонесе многу во населението. Јас морам еден личен пример да кажам. Здружението Борка е од големо значење, поготово од луѓето оперирани од канцер. Ева мојата мајка оперирана од канцер на дојка пред 10 години, со рана детекција, отстранета оперативно и кога се члени на Сдруженијето и кога се дружат луѓето, поготово од било кои сфери, тоа е еден позитивен момент, една позитивна ситуација каде што едноставно хендикепот кој што го имаат тие жени или било кои луѓе кои се болни од канцер не е недостаток, него тоа е дел од животот и мислам дека социјалниот момент и психолошки момент е многу побитен него другиот дел. Така да голема благодарност до председателот на Сдруженијето каде што возможува и рана детекција на луѓето да се открива поголем процент, меѓутоа и на оперираните луѓе да имаат нормален социјален развој и живот во општеството. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.